наредниот фестивал на децата Златно славење со аудиција за членови на хорот. Многу новости на агендата, за себе ова ќе зборуваме наредниве минути во утринската програма. Секако ќе отвориме и темата за нераскинливата поврзаност на фестивалот со универзалната сала, а за сите овие теми разговор со Бобан Јосифовски од Сојузот за грижи и воспитување на децата на град Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Неслучајно ја одбравме оваа песна. Оваа песна се чини една од најпостераните на социјалните мрежи изминатиот период. Најмногу статуси се пишуваат токму на тема Скопје. Градот убав пак ќе никне е сериозна тема на дебата. Да, точно. Овие 2-3 дена на вистина. Ова песна е некако символ за градот, за нешто убаво, меѓутоа и вака за нешто. Кога ќе се случи лошо, пак е актуелна, така да пак ќе никне. Сега може градот убав, сега дали салата убава, дали пак ќе никне, така да таа компарација сега да се поврзе. И така се надеваме дека ќе никне уште поубава сала, така да Златното славење има нераскинлива врска со универзалната сала. Па како не, 43 години се одржуваше таму непрекинато до 2014 година. Кога за жал нели знаеме какво беше временно затворена со причина да се реновира, така да 10 години ние принудно сме приморани да одиме од институција во институција, на друго место да го држуваме фестивалот, овде сме во Македонска филхармонија, сега пред малку што видовме. Се надеваме дека ќе се вратиме некогаш во универзална сала, каде што ни е местото, бидејќи навистина овие други простори не ни се соодветни, односно се недоволни, тоа се со помал капацитет. Не дека се лоши, но апсолутно мислам кога за нешто ќе се поврзе човек, емоција вадиш универзално. Емоција апсолутно, па јас некоја евиденција на 350 концерти имаме таму, затоа ставече реализирано, така да преку повеќе од половина милион публика, посетители, така да тоа е нешто, си го викавме втор дом, универзална сала. Се сеќавам кога имаше премиери на Златно славење од автобуси испаркирани на булеварот од други градови, што доаѓа ученици организирано. Тоа единствено мисла се каде што деца од цела Македонија доаѓаат и тоа беше редица, буквално цел булевар Партизански одреди беше полн со автобуси, мислам празник беше тоа, празник. Замислете сликата не само на автобуси, шарени балони пред универзалната сала, дечиња, родители, наставници, колку беше убава таа гледка. И сега кога зборуваме за универзалната сала и Златното славење, поранишните славења велат една славење секогаш славење, но сите оние кои што учествувале и партиципирале во фестивалот има многу емотивни статуси деновиве на социјалните мрежи и се чини најтешко ја доживеа целата оваа приказна. Па како не, тоа е дел од нивното детство. Апсолутно, мислам, тука настапували, израстане како деца, емоции, се, она најмногу се памтат тие детски случки, тоа доживување, сепак прв пат застанале на сцена таму, некои се сега и уметници, професионални, зависи од кој жанр, така да емоциите се големи, нормално, тука и сите ние имаме некој дел емотивен оставено во таа универзална сала, во тие скали внатре, тие гардероби, мислам, се беше така дел од тоа едно доживување, бидејќи ние затоа следеше по една недела се одржуваше таму и сето тоа имаше така една посебна убавина, па ужинки помеѓу представи, па сето тоа така да и навистина е ги сите тие славења поранешни што емотивно се сеќаваат на тоа, апсолутно ги разбирам и сето тоа е нормално да сега во една ваква ситуација да се подсетат и да прокоментираат и сето тоа. Се надевам дека брзо ќе го видиме повторно Златно славење во универзалната сала. Па мораме да видиме така оптимисти, ние сака да јас се надевам. Јас пак секогаш нека биде она стара изрека, секој е зло зарно. Да. Така да се надевам дека и сигурен сум дека секој нешто сега е дел од оваа, би рекол, работа што сите емотивно ја чувствуваме, ќе биде мотивиран да сето тоа да вложи многу повеќе и сето тоа да биде уште побаво и што побрзо. Значи, мислам дека
дека после ова нека биде дека било кој да е сега, мислам, одговорен за доградба, за изградба, за реновирање на универзална сала, дека ќе биде малку по мотивиран да сето тоа го направи, се надева. Мора да сме оптимисти дека ќе се слуша оваа песна, за оваа песна ќе отвориме универзална сала. Ние како граѓани пораката ја пративме изминативе денови, останува оно што го споменавте вие, оние кои што се одговорни и надлежни да го спроведат тоа во пракса. Ајде сега малку да продискутираме и за оно за што ве повикавме денеска, а има многу новини за сите оние млади кои што се талентирани и сакаат да бидат дел од семејството наречено Златно Славеќе. Имаме аудиција за членови на хорот. Кој се може да биде дел? Така, да, традиционално ни овој период сега со будењето на пролета, славечињата се будат, нормално така е. И аудицијата е во овој период. Тоа е давање нормално секоја година шанса на оние талентирани деца, но оние што имаат желба да бидат дел од ова големо семејство наречено Хоро Златно Славеќе, да дојдат. Прво условите се од 7 до 12 години да се така е некоја возраст од прилика сега плюс минус не е до толку строго тој критериум, да дојдат во просториите на Советот за грижевство на деца на град Скопје. Тоа е, мислам, на улица Линденска број 55, вака по точно тука во дворот на Детски културен центар Карапош, бидејќи така е. Има ли некој кој не знае локацијата? Па не. Не верувам. Не верувам јас, да, сосем многу убава локација, така да во 18 часот почнува, слободно може да дојдат, да си ја пробаат среќата, можностите, сето тоа и да бидат дел од таа убава магија, тоа фестивалско издание кој што наредната оваа година ќе биде во ноември месец традиционално и се надевам дека ние ќе си го задржиме тој висок рейтинг и тој квалитет што е во изминатите 53 години бил. Оваа година е 54-то издание, така да повеќе од пола век Златно Славеќе е присутно на овие простори и илјадници деца израснаа со него, како што и ние расневме во нашето време, така да е на цела историја, музичка историја. 54-то издание во ноември, може би е рано, но ајде малку да навлеземе во плановите кои што верувам веќе се коаат како ќе биде концепцијски замислено целото издание. Па еве веќе сега нови неве, мислам, како вика, сака да кажат ексклузивно сега. Многу подобро без ексклузивно, некако во минатите изминатите години многу се употребува. Ќе дојат некој ексклузивно вашата емисија, спотот сега ќе го така да. Не, ова информација е корисна, нема да се пошегуваме малку. Апсолутно, па затоа и беше вака нагласено. Ексклузивите. Се е денес ексклузивите. Па добро, мораме се во ново студио нешто да кажеме ново. Да. Не, навистина, мислам, ова дури и славичињата не го знаат, ние се бидејќи сега почнуваме. Ова година Златно Славеќе за прв пат ќе биде во новиот објект на Македонскиот народен театар. Нова локација. Да, нова локација. До сега бевме во Македонска филхармонија. И еве тоа е, мислам, вака многу сме, мислам, јас лично сум среќен бидејќи навистина тоа е еден ексклузивен објект и убаво е Златно Славеќе вака малку сепак да влези во тој културен храм, еден преубав, така да ќе имаме во ноември месец, еве, таква една убава прилика, значи тоа е вака новина една, 54-то издание, така да ќе има. Имаме, сега конкурсот веќе заврши, песните треба да се одберат, веќе пристигнаат доста композиции убави, така да се надевам дека сите оние влюбеници на убавата детска песна, баби, дедовци, родители ќе дојдат во еден нов простор, значи сепак е нешто преубаво. Самиот театар, така да убаво е кога нешто ќе се очекува да се случи, се надевам дека излатни славечиња, дечиња да ќе бидат среќни, што е сепак е чест да се настапи на таа сцена, на даските што живот значат за уметниците и така. Со многу емоции и возбуда, ние како деца го дочекувавме секое ново издание на Златното Славеќе, тоа беше настан на годината. И сега спомна Иване, нови времиња се менува, кога слушаме и децата што слушаат,
поразително е, но прашањето ми е дали со ова цела ново време менување на технологијата, целата оваа концепција наречена Златна Славич и детската песна успева да се уште задржи своја публика? Па ние се трудиме. Навистина во право сте, се менува времето, доаѓаат нормално сето тоа као со овие социјални мрежи, меѓутоа јас тука апелирам и ги замолам и секој сето тоа ние кога го реализираме фестивалот, не само тоа, туку ние во текот на годината имаме гостувања. Сега бевме Крија, Паланка, Кратово, Куманово, се ќудиме Кочани, Велес, така да буквално правиме една мисија, би рекол, една културна мисија за децата да не си ја, како викамо, на заборават детската песна, македонска детска песна. Веќе ми се случува сега на аудиција, бидејќи вчера имавме аудиција, доаѓаа деца и... Што пеат децата на аудиција? Па дали е задолжително да мора Златно Славич? Не е задолжително. Било која песна некоја се. Има две деца, па ние може ли на англиски. Значи, на аудиција дете од сега, не знам, 7-8 години, на англиски песна. Нема никаков проблем, меѓутоа треба деца да растат со неговиот мајчини јазик, значи да се растат со она песна што е за негова возраст. Таа песна што ја пее, не знам сега, Марија Кири, не знам што, тоналитетот не е на возраста на тоа дете, значи нема, но се маче, не може да испее добро. Меѓутоа, за жал, за тоа се бориме. Ја затоа апелирам и до наставниците. Дајте да си го сочуваме она што трае повеќе од пола век. Децата се тие конзументи на детската песна. Не може, има, например, сетото јас, еве се лутам и кај мојата ќерка кај што учи, да кажат да не дојдат на Златно Славиче, најмногу деца има тоа училище кои што се солисти. Тоа е повеќе од некоректно, нема заинтересирани за мисле одговор. Но тоа се создава и културата на живење, апсолутно, еднаш во годината е тоа. Значи ноември е месец на детската песна, месец на Златно Славиче, месец на градот Скопје, 13 ноември, потоа не може да се каже училище Централно Скопска да тоа се е неодговорност прво од директорката, јас што замерив, и понатаму, не дека децата не сакаат, како не сакаат, оделението моје дојдоа сите, до едно. Значи, сакаат, меѓутоа треба да им се каже. И затоа мислам овој апел, мораме сите да придонесеме, не е битно дали Златно Славиче се, а да одиме на, да си го негуваме нашиот културен музички идентитет, преку песната ние развиваме други работи, развиваме музичката култура, откриваме деца таленти, ја засакуваат музиката, целта е таа да направиме една музичка мисија, би рекол, културна мисија кај деца, кај на малите, да пеат, да растат со детска песна, како што и ние сме растале. И сето тоа значи дека мора сите придонесеме. Ние ќе го направиме тоа и правиме се, значи и да имаме и убав простор, и убави песни, да задржиме таа традиција во ова време, би рекол, тешко за финанси, тешко за обстојување се. Меѓутоа, ако нешто обстојува 54 години, дајте да живе тој музичка историја, веќе генерации, веќе 3 генерации се сменили. Тие што биле деца во 71 година, сега се веќе баби, дедовци на тие деца, па родители, па сета. Така да една, еве сега гледам, прикажав, тоа беше ќерката на Симон Трпчевски, баш на снимките. Генерации, Симон пеел, па сега ќерка му, па утре понатаму, зошто па и внуците да пеат. Мислам, тоа е на Маја Грозданска Панчева ќерката. Значи, имаме родители сега што доаѓаат и во хорот, сега имаме деца што на поранешни ставечиња. Веќе тоа е нешто убаво што треба ние да го негуваме. Споменавте мисија, па при крајот разговорот сакам чисто да прашам и околу активностите. Златно Славиче не е само фестивал, нели? Тие денови кога се одржува, бидејќи сите ве доживуваат како едно семејство, една фамилија. Тоа значи имате активности во текот на целата година имаме, што е многу добро за родителите, бидејќи вие ги споменавте учениците, но јас би додал тука сигурно улога имаат и дел родителите околу англискиот јазик, учеството во вакви дружења, бидејќи пред се Златно Славиче социјализација. И ново воспитување на детето. Институцијата што ја не спомнавме, тоа е Совет за грижи воспитување на децата. Една грижа. Тоа е само помош на родителот плюс. Тоа е само помош на родителот плюс и затоа викаме, мораме сите да придонесеме, да си го сакаме, да го негуваме она што е наше, што е детско, што е убаво, што е распеано. Па имали убаво нешто зборо Славиче, распеано, убаво, искрено, чиста душа, детската душа. Така да децата сакаат, меѓутоа ние возрастните мораме малку да им помогнеме во тоа, да си растат, како што ние сме растали, тие генерации, да бидат исто
задоволни како што бевме ние задоволни, да имаат убаво детство, бидејќи тоа е тоа. И сосема за крај во една минута, велат ако му понудиш ќе дозна или ќе научи, може би добра идеја и на часовите по музичко да се слушаат и песните Златна Славиќе. Така да се сите тие учебници има, мислам, апсолутно песни, да, има тоа. Нема патронат, нема некоја природна, немаше без песните Златна Славиќе, така да драго ни е што еве тоа е така. Се увати кај нас им даваме музички материјали, кореографии, како што треба, така да има тоа. Затоа што Златно Славиќе, Славичиња, како што кажа Ване, цела година работиме. Ние се музички амбасадори на нашата држава. Се одиме во Полска сега за 20 дена, така да ја правиме мисија да не само во Македонија, туку и надвор од нашата држава и така. Се надеваме дека голем број дечиња ќе се пријават и сето оно што ќе биде ново до новото издание ќе го имаме во Македонија наутро. Ќе има доста новини, мораме секоја година да ги имаме причина за средба, да. Заслужува јавниот сервис ексклузива. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. 9 часот време за вториот информативен блок.